Што има ново? Во шорткастот Што има ново на има, добре дојде за Миша Поповиќ од Институтот за демократија Societas Civilis, организација која што подолго време работи на проекти поврзани со доброто владење и борбата против корупцијата. Миша помина речиси 8 месеци од формирањето на новата влада, која во својата програма ја истакна борбата против корупцијата како еден од главните приоритети. Како ги оценуваш резултатите од работата на владата и на институциите во овој период? Прво, нормално е да секоја влада го истакнува тоа дека сака да се бори против корупција, затоа што веќе некое време гледаме како граѓаните гласаат и за таа тема. Повеќе истражувања покажаа дека тоа е за граѓаните еден од врвните приоритети. Да, за среќа веќе некое време граѓаните ги разбираат негативните ефекти од корупцијата и очекуваат дека политичарите ќе се занимаваат со таа тема. Гледаш ли ти подобрување во борбата? На тоа гледаме мешана пракса во овие месеци. Че гледаме интерес во некои области каде што се сака да се делува антикорупцијски, например има некој интерес во здравството, да речеме, да се делува антикорупцијски, да се дигитализираат процеси со тоа да се намали човечкиот фактор кој што знаеме дека традиционално се врзува со дискреција и со можност да се одлучи арбитрарно за некаква работа и колку повеќе се дигитализираат процесите, тоа подобро. Меѓутоа истовремено гледаме и дека се случуваат некои настани, некои измени кои што би рекол неповолно влијаат на борбата против корупција. Во прв ред би рекол слабата консултација уште на самиот старт се измени законот за организација на работата на државната управа без некоја особена консултација. Последното беше со законот за јавни набавки, кој што беше изменет и според Државната комисија за спречување на корупција во насоки во кои што не се доуредуваат одредени аспекти на контролата на јавните набавки, дури би рекол дека на некој начин се можеби и се назадуваат. Добро, вашата организација е дел од платформата за борба против корупцијата која реагираше на овие измени на законот за јавни набавки и велите дека како платформа дека е тоа опасен преседан кој води кон дополнителна партизација на институциите. Од друга страна, платформата беше критикувана од пратеникот Бојан Стојановски која поврза реакцијата на платформата со влијание на политички партии. Има ли влијание во платформата? Платформата нема влијание на политичките партии, заради тоа што во платформата членуваат организации невладини, прво, и второ, кои што почиваат на својата долгогодишна работа во областа, своето знаење и работа во интерес на граѓаните. Добро, како ги оценувате оваквите квалификации? Нели е тоа некаков вид на притисок врз граѓанскиот сектор, кој што ја критикуваше истата таа платформа и претходната власт? Работиме во сектор во кој што повремено се влегува во клинч со одредени политички личности, така што тоа на некој начин за мене е и показател дека работиме добро. Има критики од евроамбасадорот Рокас дека продолжува праксата на носење на закони по скратена постапка со европско знаменце. Како го оценувате вие ова? Носењето на одлуки мене ми е едно од најважните теми кога јас пристапувам во анализа на корупцијата, затоа што носењето на закони по скратена постапка и не само носењето на закони по скратена постапка, да кажам, не консултирањето, не вклучувањето на различни засегнати страни, може да биде сигнал за, да кажам, неповолна клима во која што се носат законите. Тоа се вели специјално скроени закони. Под теркот на оние што владеат? Под теркот не мора на оние што владеат, на некаква потреба, на давање на некаква привилегија. Ние имавме и во минатата влада еден, да речам, таков скроен закон. Предпоставувам зборува за измените на кривичниот законник, кои што беа критикувани од сите страни, бидејќи ја влошија борбата против корупцијата. Во минатото, зборувам во последните 20 на години, можеме да најдеме многу такви закони, меѓутоа што е поентата на тоа? Одредени личности сакаат да имаат контрола на исходот од потенцијално вовлекување во корупција. Контрола на исход во смисла на тоа дека нема да бидат осудени и нема да бидат кривично гонети. Собранието е
под да кажам едно тело во кое што вие можете да обезбедите дека пратениците ќе ви изгласаат закон во кој што ќе се озакони корупцијата. Тоа се тие така наречени скроени закони. Од тука е многу важно да се намали она пракса на носење закони по скратена постапка, да се дигне сериозно квалитетот на носење одлуки, за да не се носат такви скроени закони, затоа што видите, имаме некаква транспарентност која што се задржува. Новинарите се жалат дека се помалку јавни податоци се објавуваат од институциите во последно време, дека нема одговор често пати од портпаролите или од лицата назначени за комуникација со новинарите. Се жалеа новинарите на нетранспарентноста на централен регистар, нели треба сега да плаќаат, па владата рече дека ќе помогне во таа насока. Како е оценуваш транспарентноста на институциите? Мислам дека транспарентноста треба да се гледа на долг рок и треба да се види колку од некои акти на радикална транспарентност кои што во минатото беа донесени, би рекол на пример отворени финансии, ќе бидат задржани, односно ќе го издржат тестот на промена на власт. Го издржуваат ли тестот? По отворени финансии го издржи, иако нели имаше еден краток период во кој што беше офлайн. Тоа е одличен ресурс за новинарите, одличен ресурс за невладините организации, за секој оној кој што сака да има некаков увид во работата на финансиската работа на институциите. Кога практично таа транспарентност постои и постои и одредено ниво, дали ќе се влоши, дали ќе се зголеми, постои одредено ниво на транспарентност кај институциите, оние што сакаат да влезат во корупција се под ризик дека ќе бидат откриени. Без разлика на состојбата, ние гледаме релативно успешно истражувачко новинарство во земјата. И токму затоа контролата на исход во носење на одлуки, во кроење на закони, станува суштествена за корумпираните лица, затоа што ако ќе те откријат новинари... И притисокот е поголем за да не се влезе во корупција. Да, и начинот на кој што бараат излез за да влезат во корупција е да ги скројат законите. И затоа мислам дека граѓаните треба да имаат отворени очи кон работата на собранието и навистина да притискаат да се намали употребата на нели скратената постапка, да се зголеми консултацијата. Добро, освен собранието, владата, на темата борба против корупцијата, една од клучните институции е Државната комисија за спречување на корупцијата. Како ја оценуваш работата на ДКСК, имајќи предвид дека имаше критики, еве на пример за случајот со директорот на АНБ, дали антикорупцијската комисија си ја врши својата работа или очекуваш повеќе едноставно од неа? Секогаш постои простор за повеќе работа. Она што на пример сметам дека е важно е ако ги гледаме надзорните тела, еве ако зборуваме за антикорупцијска комисија, улогата на антикорупцијската комисија е да им помага на другите институции да ги зајакнат контролните и превентивните механизми кај нив. Борбата против корупција не може една институција да ја направи, мора сите институции да бидат антикорупцијски институции, да се бранат од корупција во својот двор. Конкретно, например, ако зборуваме за случајот со АНБ, сметам дека многу беше поважно ДКСК тука да најде што е нешто отишло наопаку при именувањето на директорот, бидејќи таа навистина не е институција што може да утврди фалсификување. Тоа е работа на јавното обвинителство, си има таму предмет. Меѓутоа можеше да се искоментира процесот на именување, која е улогата на оние што ги проверуваат документите, до каде е улогата, дали има доволно информации за тие да можат да донесат квалитетна одлука, например, можеби не може во владата да проверат дали е фалсификат, меѓутоа има регистар на училишта кои што се препознаени од Агенцијата за администрација и така натаму, може да донесат одлука и да им помогнат во генерален секретаријат како да се подобри именувањето на функционерите што ги носи, што ги именува владата. Тоа е со надзорните тела. Со владата, ако веќе зборуваме, мислам дека успехот на владата во борбата против корупција на крајот на денот треба да го мериме низ подобрување на квалитетот на услугите што ги добиваат граѓаните. Јас велам дека на крајот на денот корупцијата во една земја се мери по квалитетот на амбиенталниот воздух. Затоа што за да вие имате загаден воздух, вие или сте погрешиле во урбаното уредување,
и сте дозволиле во котлина да има изградено премногу, тоа значи дека некој надзор во урбаното уредување потфрлил, или недоволно добро ги контролирате индустријските загадувачи. Значи, сето тоа е поврзано со неуспех на институциите да обезбедат доволна, должна контрола врз сите фактори кои што влијаат на квалитетот на животот, во случајот на квалитетот на амбиенталниот воздух. И ова зборуваме за гадено Скопје веќе долго време, тоа не е од сега, меѓутоа на крајот после 4 години и ова треба да го земат граѓаните како оценка за тоа дали и колку успешно владата се справила во борбата против корупција. За крај само едно прашање во врска со тоа што се случува во судството, бидејќи и судството и обвинителството се исклучително важни за борбата против корупцијата. Премиерот најави дека владеачката ВМРО ДПМНЕ ќе поднесе иницијатива во собранието за разрешување на членови на судскиот совет. Од друга страна, председателот на судскиот совет вели дека тоа не е надлежност на собранието, дека тие се разрешуваат според закон само во судскиот совет. Дали ова на некој начин притисок на власта, извршната кон судската власт, може би нели некаков поттик да се направи нешто, бидејќи исклучително е ниска довербата на граѓаните во судството и се смета како едно од извориштата или упориштата кои што придонесуваат за раст на корупцијата. Пак кажам, на крајот треба да ги измериме резултатите. Ова е многу тешко прашање да се одговори, затоа што сите знаеме дека и можеме да кажеме дека најдобриот начин како да се реформира судството е внатрешните сили во судството да добијат на... Но тоа со години тешко. Тоа со години тешко оди. Ние, например, се интересиравме која е улогата на Сдруженијето на суди, на Сдруженијето на јавни обвинители во промоцијата на независноста, значи независноста и квалитетот на правосудството. Од друга страна, таа нели фамозна многу ниска доверба на граѓаните кон судството и сите оние случаи на неказнивост кои што ги гледаме оставаат простор да се бараат, да ги наречам, радикални решенија. Радикални решенија во смисла дека иако најдобро е да си се реформира самото, некоја друга сила пробува да ја реформира. И тука има ризик. Има ризик дека при промената од страна на друга власт се остава простор, односно се остава сигнал на влијание и на притисок. Од друга страна, долго време чекаме на реформата на правосудството која не доаѓа, не се исполнува. Сега, да речам, по мене, собранието треба да отиде до ниво на резолуција. Еден од инструментите на собранието е резолуција. Тоа е политички акт, бидејќи собранието е политичко тело, во кое што собранието ќе каже ние не сме задоволни од вашата работа. Меѓутоа да го донесе како некако изјави на пратеници во собранието на говорница или не знам во медиуми, да биде тоа пишан документ на хартија кој што ќе биде изгласан од пратениците, во кој што ќе се каже, ќе се побара директно оставка од судскиот совет. Сметам дека е оправдано, меѓутоа само низ собранието, како власт која што исто така и бира дел од судскиот совет, да се побара одговорност. Ако се сеќаваш, во 2017 година ние баравме собранието истото да го направи за тогашната антикорупцијска комисија, она за веки векова амин, ако ти текнува. Затоа што на крајот на денот во услови во кои што континуирано една власт не сака да се промени, да се подобри, или не успева да се промени или подобри, тоа отвара простор да се бараат други алтернативни политички решенија. Така што се надам дека добро го објаснив овој момент дека најдобриот начин е правосудството да најде сила самото да се реформира, меѓутоа на вистина има можност собранието да го искаже своето незадоволство, меѓутоа сметам дека треба да стигне до резолуција, а не до, да кажам, промена која што може да отвори понатаму проблеми во иднина. Миша, ти благодарам за овој разговор. Фала. Што има ново? Што